јас веќе повеќе пати најавив затоа што добре дојден секогаш нашиот гостин кој Сузе го пречека и се тука во нашето студио. Сузе, добро утро до тебе. Понеделнички свежо и многу убаво ми изгледаш. И секако добро утро, јас ве најавив, како што кажав, господинот Мишо Китановски, есеист, писател, новинар и уредник во пензија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро ве најдов и нека ни е честит празникот, денот на македонскиот јазик. Јазик и азбука, а она што, еве јас само ќе се надоврзам, Сузе, со оглед на тоа дека тоа е темата и со гледачите, тие се, ќе заклучам во првиот дел од нивните јавувања и размислувања, разочарани од тоа како ние денес го зачувуваме и негуваме нашиот македонски јазик, но вие имате повеќе да ни кажете на оваа тема. Сигурно дека имам и точно го користам мигот и обраќањето до гледачите на ТВ Алфа, да искажам колку големо воодушевување и вознес има во мене за овој ден, но исто така има една сенка на тага. Затоа што не гледам дека ние денес масовно 80 годишнината од усвојувањето на првата современа македонска азбука вака ќе ја одбележиме. Секоја чест на институтите што ќе одржат симпозиуми, но масовноста, за разлика во другите култури и национални литератури и јазико простори, ние, например, денес требаше максимално да ги ангажираме, ако ништо друго, основните училишта. Токму така за одбележување на овој ден. Јас се залагав да се организира надпревар, нацртаја македонската азбука. Како децата од калиграфски аспект би ја виделе пишуваната и ракописната, печатената и ракописната буква од својот буквар. Со оглед на техниката која што ја имаме, тие се помалку нешто околу пишувањето и буквите да се. И второ, и многу најважно, нашата букварска настава се залагам радикално да се сврти на почетокот од изучувањето. После ослободувањето, букварската настава во Република Македонија се изведуваше само првото полугодие и според аналитичко-синтетичката метода. Тоа практично значи дека една буква, еден глас, прифатен принципот на фонетиката. Меѓутоа, во 70-тите години се направи такво едно радикално свртување, што се прифати англиско-францускиот модел за буквите да се откриваат во зборот. Чуму тоа? Зошто тоа? Јас припаѓам на генерацијата што се школуваше по стариот принцип, по оној класичен принцип. Ние прво полугодие од првата учебна година, првачињата, ја изучувавме секој ден по една буква, и пишувана, и печатена, и ракописна. Па и во наше време тоа го имаш. А во второто полугодие македонските училишта блескотеа од убавите гласови на првачињата кога пееја. Сега ви тврдам, бидејќи тоа го имам истражувано во минатото, ви тврдам дека децата по принципот на гласовната метода не знаат да читаат до 4-то одделение. Тоа сте во право, но повеќе ви со Сузе ке зборувате на оваа тема, да? Јас барам лобисти да ме прими министерката за образование и наука. Еве апел. Затоа што децата наши толку заостануваат во читањето. Точно во право сте. Пример, 2 букви, еден глас. Чуму тоа? Да. Така е. Македонскиот јазик е еден глас, една буква, една графема. Токму затоа и ова утро ќе проговориме и ќе апелираме колку што е возможно, нека ни е вечен овој 5 мај
денот на кој се навршуваат 80 години од усвојувањето на македонската азбука. Воедно и оваа година на 7 јуни се навршуваат и 180 години од усвојувањето на македонскиот правопис. Ова се навистина две многу значајни големи работи за нас македонците. Што значи се тоа за нас? За нас значат златни букви за златната слобода. Македонската народно-слободителна борба се бореше за две работи. За слобода на македонскиот народ, што другите народи ја имаа. И вториот дел, борба против уништувањето на фашизмот. Во тие две поврзани борби, македонскиот народ ја избра вистинската страна и се впиша во победниците на Втората светска војна. Значи, на 9 мај, тоа треба со особено задоволство да се каже, да се истакне, да се подвлече и да се афирмира. Затоа што Република Македонија, последниот град што го ослободи ја македонските партизани е Тетово на 19 ноември, борејќи се против германско-балистичките формации, кои што оставија пустош во Западна Македонија во претходните 3 години. И сега, тој изблик на слобода се преточи на второто заседание на АСНОМ во Прохор Пчински и сувереноста на македонската држава, што таму се прогласи и што почна да живее во сите овие 81 година, не е ништо друго, туку е премостување копнежот на македонскиот човек, неговата желба и страдање низ вековите да се покрие со златната победа над фашизмот, односно ослободувањето. Јас како дете и нашите родители, сите, ја дочекавме слободата како нешто најсвето. Ако можам да ви кажам дека дење и ноќе на работните акции се славеше победата, се пееше, сите луѓе живеевме сплотени, неподелени, радосни, затоа што и следниот ден беше силно цветна ден, како што би рекол Кочо Раци. И сега, кога пак се усвои азбуката, која е втора поред, затоа што предходно, јас малку подоцна тоа ќе го кажам, кога се усвои целосната азбука од 31 буква, тогаш на задоволството немаше крај. Впрочем, на првото заседание на АСНОМ, на свеченоста во Прохор Пчински, по кореферат имаше Мане Чучков и тој предупреди и остави, би рекол јас, аманет, дека Република Македонија и македонскиот народ влегуваат во сончевината на денот на годините и на вековите. И од тука апелираше првата и основна задача да биде усвојување на азбука, правопис, а потоа печатење на учебници. До тогаш македонскиот народ, освен со исклучоци на Димитар Македонски, абецедарот што е печатен за децата во Егејскиот дел на Македонија под Грција, значи со такви примери тој повика. И најголемата придобивка што тој ја побара е веднаш да почне да се формира македонски учителски кадар. Затоа што Македонија беше, ако се земе од образовен аспект, руинирана со многу неписмено население. Дури 75 до 80% имавме неписмено население. Апсолутно така и затоа во неговиот апел до 116 делегати на првото заседание, тој беше уште подециден. Веднаш да се тргне кон аналфабетски курсеви, кон описменување на народот. Затоа што Република Македонија со 333 учители квалификувани влезе во својата слобода. А треба над 5000 учители. И сега кога тоа ќе го земеш, веднаш се тргна во организирање на учителски курсеви, дури
Истражувањата покажуваат дека за да се задоволи потребниот број на учители биле прифатени и екзархиски учители, и учители што завршили учителска школа за време на српскиот режим. Значи, едно единствено прашање да се премости епскиот празен простор, затоа што сите окупатори се плашеле од формирање на македонска интелигенција. Кога македонската интелигенција стапила на сцена, тогаш веќе се било јасно дека и постои македонскиот јазик, неотповикливо дека пулсира, дека можете да вие да му го искорните јазикот, како што тоа се правело во Западна Македонија од страна на арнаутите. Има едно такво истражување. Во 1924 година студентите на Филозофски факултет од Скопје при посета на Западна Македонија во Долна река сретнале, забележале, маркирале многу жени без јазик, затоа што кога ќе удреле арнаутите преку Крчин и кораб, ако слушнале во дворовите дека зборува жената, мажите одма бегале во планин да се скријат, кога ќе слушнале, но тоа е друга приказна, дека зборува македонски па своите деца, внучки да ги прибере, тие одма и го исечеле јазикот. Значи, опстојот на македонскиот народ низ вековите е она мисла дека историјата еднаш се случува како фарса, а вториот пат се случува како трагедија. Во континуитет, во контекст на македонскиот живот, и фарсата и трагедијата се впиени, вкомпонирани и го следеле македонскиот човек до бескрај. Така. Јас навистина просто и не сакам да ве прекинам, толку ми е убаво кога ве слушам, особено со каква љубов, посветеност и факти тука ни ги разјаснувате нештата. Не сум сигурна дали сето ова го има во учебниците, па учениците можат да го читаат и да го примат ова како знаење и како информација која што треба да биде аманет за сите нас. Но еве би сакала да издвоиме едно време во овој наш разговор на Блаже Конески, бидејќи вие целиот ваш работен век се занимавате со творештвото на Блаже Конески, дури последниот пат кога ни бевте гостин беше тоа токму за книгата која ја напишавте за неговото детство. До какви се факти и сознанија дојдовте? Блаже Конески е нашата македонска икона. Блаже Коневски всушност е кодификаторот на македонскиот литературен јазик. Не велам дека не бил член на двете комисии за јазик, туку велам во првата јазична комисија тој демонстративно ја напуштил. И тоа било со денешен речи да кажам шок. Тогашната македонска државно-партиска власт се исчудила како овој 24 годишен филолог, славист, може тоа да го направи. Всушност, за да дојдам до кодификацијата, ќе направам мала дигресија. На второто заседание на АСНОМ, што се одржало на 2 до 6 септември, не се извинувам, на 6 септември во селото Рамно-Кумановско, народната власт, односно президиумот на АСНОМ пресметал дека мора да им се испрати на новоотворените партизански основни училишта, што почнале да работат на слободната територија на Македонија, особено во Дебарца, во Дебарско, во Кумановско, да им се овозможи да почнат со активна работа. Тогаш во селото Рамне е создадена привремена азбука. Привремената азбука има 25 букви. И веднаш од името на президиумот на АСНОМ е испратена до селските народно-ослободителни одбори со замолница. Едните учители, регрутирани од редовите на СКОЕФСите, да се придржуваат според оваа привремена азбука,
Така да, вториот и редовен настан за кодификацијата се случува во ноември-декември 1944 година, кога Президиумот наснов формира прва комисија за јазик. Таа комисија имала за задача да установи, утврди и донесе решение за македонската азбука. Меѓутоа, била составена од 10 филолози, но и политичари. Меѓутоа, веднаш настанал така наречен судир на чисто стручен план. Додека едни во малцинство од комисијата се залагале во новата азбука што треба да се усвои, да влезе и буквата, односно ерот, Блаже Коневски се спротиставил не само на тоа барање, туку се спротиставил и уште на едно барање, а тоа е во Република Македонија да се повика да дојдат двајца руски филолози, слависти, Берштайн и Државин, и да помогнат во составувањето на македонската азбука. Блаже Коневски овие два предлози особено со силна аргументација ги побивал и тврдел дека ерот не треба да биде присутен и не треба да чекаме некој друг да ни ја состави нашата македонска азбука. Демонстративното напуштање значело распуштање на комисијата. Меѓутоа, останато е забележано, но понатаму не знаеме ништо, а јас продолжувам да го истражувам. Јас го знам како завршило тоа. Веднаш го повикале Методи Антонов Ченто, председател на Президиумот, и револуционерот од двата Илиндени, учителот Панко Брашнаров, Блаже Коневски, да го објасни недоразбирањето во комисијата. Ова е предпоставка. Што се рекло не е забележано. Но мене еден од членовите пред да замени на оној свет ми остави аманет, но тоа за друга прилика ќе го кажам. Предпоставката е следна. Блаже Коневски максимално со своји аргументи ги убедил двајцата раководители дека тоа за што се залага тој е апсолутно точно и само така треба да се примени. Двајцата го прифатиле затоа што и двајцата биле сведоци дека Блаже Коневски, кога го повикале во октомври месец во селото Горно Врановци Велешко да го организира преведувачкото одделение при главниот штаб, односно Президиумот наснов, тогаш тој одржал 2 предавања, биле предвидени 3. Со 2 предавања ги освоил симпатиите и воодушевувањето на сите оние што го слушале. А го слушале членовите на Президиумот, членовите на ЦК на Комунистичка партија на Македонија, членовите на главниот штаб на Народно-слободителната борба и партизанските одреди на Македонија, меѓу нив и Михајло Апостолски, подоцна генералот и командантот. Значи, и тоа наследство што го направил во Горно Врановци во октомври-ноември со 2 предавања, всушност му биле силните аргументи што ги имал во своји раце. За жал, он малку подоцна ја открил книгата на Крсте Петков Мисирков, но едно е автентично и интересно, а тоа е следното. Визионерот Крсте Петков Мисирков јасно, чисто, непоколебливо определил македонскиот литературен јазик да се формира и да се развива врз дијалектите Велешко, Прилепско, Битолско, па го спомнува Кичевско и Охридско. Блаже Коневски би рекол по интуиција тргнал тоа, а кога ја донесе книгата во првиот примерок на книгата за македонските работи, тој веднаш и прв напишал една македонска книга. Всушност, во азбукава, што има 31
31 буква, 31 глас, според фонетскиот принцип, е дело колку на комисијата, исто толку подеднакво и уште повеќе на Блаже Коневски. Да. Јас многу ви благодарам. Толку би сакала да времето не ни е ограничено, да можеме ние неограничено да го продолжиме разговорот. Само може, ајде да го заокружиме. Ексклузивно. Имам сведоштво од Лазар Колишевски, во кое што тој го вели следното. Бидејќи настанала судир во комисијата, тој тогаш ја испратил Лилјана Чаловска, првоборец во Софија, кај нејзиниот вујко Кирил Мирчев, тогаш професор на Софискиот универзитет Историја на бугарскиот јазик, да побара помош да помогне со составувањето на македонската азбука. Кога ја примил внуката, вујкото, и кога му кажала зошто дошла, одма побарал да си оди. Рекол, не сакам да се мешам во таа работа, не, бегајте, одете си од кај што дојдовте. После неколку 2-3 недели, Јосип Броз Тито свикува во Белиот двор состанок на Централниот комитет на Комунистичка партија на Југославија. Го повикува Лазар Колишевски. Кога Лазар Колишевски влегол во дворот на Белиот двор во Белград, излегол од зградата академикот Александар Белиќ, таткото на, меѓу другото, покрај Вук Караджич на српскиот јазик. Лазар му рекол, слушај, имаме проблем, ние настана града. Он рекол, па, да не се секирате, а вашата азбука ја има во книгата за македонските работи. Изваде, вели, хартија А4 формат и со големи букви ми ја напиша. Па тоа, вика, го има Крсте Петков Мисирков, доволно јасно, доволно чисто кажано. Така да, склопот на историските околности овозможија нашата македонска азбука, дури, ќе го цитирам, пребеганиот антимакедонец Венко Марковски, кој што при средбата со Милован Ѓилас на делегацијата Веселинка Малинска, Венко Марковски, Блаже Коневски, уште од вратата му извикал: Ѓидо, усвоивме, направивме најубава азбука од сите азбуки на словенскиот свет. Дека е тоа така, покажува денешниот раст на нашата азбука, на нашиот македонски литературен кодифициран јазик, кој што се изучува, го зборуваат повеќе од 3 милиони луѓе, не само во Република Македонија, туку и на сите континенти, и се изучува на многу универзитети во светот. И уште ова. Меѓу првата научна граматика што ја напишал Блаже Коневски и вториот дел, што првиот излегол 1952, а вториот дел 1954, доаѓа Хорс Ланд, славист од САД. Тој ја напишува македонската граматика и е тоа прво издание на англиски јазик 1953 година. Камен темелник за македонистиката во светот. Поубав подарок не може еден народ да очекува. И завршувам. Македонскиот народ треба да знае и да ја почитува мислата на Блаже Коневски. Јазикот е нашата единствена, цела и комплетна татковина. Нека ни е честит празникот и вековит да биде македонскиот јазик, зашто без него сме никој и ништо. Многу убаво кажано. Вие сте вистинско национално богатство. Јас многу би сакала кога институциите и медиумите и сите многу повеќе би црпеле од вас знаење, податоци, информации, факти, сведоштва. Ве молам, тапијата на Коневски. Ве молам, имајте биста рум, одмарајте, чувајте го здравието, бидејќи многу сте ни потребни. Фала многу. Да, секоја чест. И вам би посакувам и на гледачите се разбира на ТВ Алфа, им посакувам многу здравје и што би рекле во моето Вевчани, среќа и беричет. Од Вевчани сте, да. Меѓутоа, вие сте во автокоманда, така? Да. Се уште, па ние може да се сретнеме, па повеќе да се разговараме на оваа тема. Има од вас да се
воздушне. Имам творечки... Ке ве поздравам ако ве видам. Имам творечки разговор со двете. Така, да. И од мене капучино. Ете така, Договорено на е. вистина би уживала во ваше друштво, слушајќи ве вака, затоа што убаво Суза исто размислуваме, ова ваше знаење треба да се Ама пренесе јас го на пишувам многу во места, книгата. најмногу во училиштата. Новата книга што брзам да ја напишам, да ме служи здравето, се вика Тапијата на Конески. Секоја ви чест. Едве чекаме. Едве чекаме Фала да ви. Ви разговараме. за посакувам новата пред се книга. добро здравје, да сте ни жив и Колку здрав. да им послужи на Така, читателите. и да се гледаме почесто, затоа што, како што кажа Суза, да не се повторувам, многу сте ни потребен. Фала ви многу. Благодарам.